изненадувачки е тоа што, иако производителите тврдеа дека таа е екстремно стабилна легура, со електрохемиските анализи дојдовме до сознание дека сепак има некоја активност на денталниот биоматеријал, а тоа беше иницијација понатаму да продолжиме со работа. И од оваа докторска дизертација произлегоа 4 механизми на распаѓање на денталните материјали, со што заклучивме дека има активност, но потоа ни беше потребна дополнителна анализа каде што требаше да утврдиме кои од металите во легурата имаат одредена активност, односно се распаѓаат, па за таа цел ја применивме и СЕМ микроскопијата, која ни беше достапна на нашиот универзитет. Резултатите кои ги добивме на почетокот беа запрепастувачки, бидејќи тоа водеше дека дел од металот кобалт, што е составен дел од легурата, при одредени агенси или медикаменти има способност да се раствара, а тоа би значило дека следно што ќе се случува е интоксикација во човековиот организам.